Да го одредиме аголот меѓу правите y еднакво на k1x плюс b1 и y еднакво на k2x плюс b2. Во првата права коефициентот на правецот е k1, во втората коефициентот на правецот е k2. Ако тие k1 и k2 ги замениме во претходно докажаната и добиена формула за тангенсот φ, би можеле да го определиме аголот помеѓу тие две прави. Меѓутоа, интересно е ако правите не се во експлицитен облик, туку да бидат зададени во општ облик. Нека правата P1 и P2 е зададена во општ облик, A1x плюс B1y плюс C1 еднакво на 0 и A2x плюс B2y плюс C2 еднакво на 0. Како да го најдеме аголот кога правите се помеѓу тие две прави, ако се тие две прави зададени во општ облик? Ќе се обидеме и P1 правата и P2 правата од општ облик да ги претвориме во експлицитен. Значи ќе префрлиме A1x и C1 на десна страна, за да не остане B1y на лева, ќе поделиме со B1, па ќе имаме минус A1x врз B1, минус C1 врз B1, и веднаш мора да потенцираме дека B1 не смее да биде 0. Втората права аналогно, B2y ќе остане на лево, A2x и C2 ќе префрлиме на десно, од каде би добиле дека y ќе биде минус A2x врз B2, минус C2 врз B2, и повторно B2 не смее да биде еднакво на 0. Всушност, броевите што стојат пред x, тоа се K1 и K2. Значи, K1 е минус A1 врз B1 и K2 е минус A2 врз B2, од каде тангенсот φ ќе биде K2 минус и овој минус плюс K1 врз 1 плюс K1 по K2, значи минус по минус е плюс, A1 по A2, B1 по B2, средувајќи ги двете дробки и во броителот и во именителот, овдека ќе имаме прво да ја запишеме позитивната дробка A1 по B2 минус B1 по A2 врз тука на засе B1 по B2, овдека ќе биде во именителот овој израз, од каде после кратење на B1 по B2 и B1 по B2 добиваме дека тангенсот φ ќе биде A1 по B2 минус A2 по B1 врз A1 по A2 плюс B1 по B2. На овој начин ја добивме формулата за пресметување на агол помеѓу две прави кои што се во општ облик. Две прави се паралелни ако и само ако имаат еднакви коефициенти на правци. Значи имаме форма на еквиваленција, теорема во форма на еквиваленција, ќе докажеме во една насока, а потоа во друга насока. Ако две прави се паралелни, значи ако P1 е паралелно со P2, тогаш аголот помеѓу нив е 0 или 180, бидејќи правите се паралелни. Тогаш тангенсот 0 степени е исто што и тангенсот 180, тоа е 0. Меѓутоа, ако тоа го замениме во формулата, тангенсот φ, односно од 0 е 0, па кога оваа дробка ќе биде 0? Дробка е 0 ако само броителот е 0, значи K2 минус K1 да е 0, па добиваме дека K1 е еднакво на K2. Значи, ако две прави се паралелни, тогаш коефициентите на правците им е еднаков. Тоа е едната насока. Ајде сега во обратна насока. Ако K1 е еднакво на K2, треба да докажеме дека тие две прави се паралелни. Значи, ако K1 е еднакво на K2, тогаш заменувајќи K1 и K2 дека се еднакви во формулата, ќе добиеме дека разликата е 0, односно тангенсот φ е 0, а од тука аголот φ е 0 или 180 степени. Тоа значи дека аглите се паралелни или евентуално се поклопуваат, но за поклопувањето ќе треба сите коефициенти да им бидат пропорционални, што ќе видиме во некои од наредните примери. Значи, на овој начин ја докажавме теоремата и во двете насоки дека две прави се паралелни ако и само ако имаат еднакви коефициенти на правци. Ако тоа тангенсот φ 0 го замениме во оваа дробка, тогаш A1 по B2 ќе треба да биде еднакво на A2 по B1, да го видиме тоа всушност што значи. A1 по B2 да биде еднакво на A2 по B1, или пак во форма на пропорција A1 врз A2 ќе биде еднакво на B1 врз B2. Ова е условот да две прави се паралелни во општ облик, но тука треба да потенцираме, значи, дека именителите A2 и B2 не би требало да бидат нули. Затоа оваа форма овдека во форма на производ ги избегнува тие недостатоци и може да кажеме дека две прави секогаш ќе бидат паралелни во општ облик ако накрсното множење на коефициентите пред x и y е еднаков производ.
A1 по B2 да биде еднакво на A2 по B1. Инаку во пракса, две прави се паралелни ако имаат еднакви коефициенти пред x и пред y, а имаат различни C1 и C2. Со ова, успеавме да определиме агол меѓу две прави што се дадени во експлицитен облик, во општ облик и да одговориме на прашањето кога две прави се паралелни во експлицитен облик, односно во општ облик.